Распеано и разиграно во двете штипски најголеми градинки. Со игра, песна се одбележува неделата на детето, а најмалите со една порака за среќно детство, радост и смеа, повеќе играчки, но и почитување на нивните права. Зелената детелинка им донесе среќа на дечињата, радосни поради тоа што градоначалникот кој денеска ги посети и поразговара со нив им ја исполни желбата. Општината им донираше аквариум, а дечињата во Вераци ревири Трена добија спортски реквизити. Општина Штип го одбележува оваа недела на детето, со што им подаруваме еден скромен подарок на двете детски градинки. Тие побараа од мене да и се изгради нова детска градинка и да се подобрат условите во градот со спортски реквизити за забава на дечињата. Ние се ја превземаме таа врска, а тие ни ветија дека тие реквизити ќе ги чуваат во иднина. Цела недела во детските градинки во Штип се планирани активности со кои ќе се одбележи неделата на детето. Од надпревари, дружење со дечиња од градинки во источниот регион, до работилници и посета на Штипскиот музеј. Ние ги нарекуваме игри без граници, ќе се надпреваруваат децата од големите групи. Да, во четврток гостуваме на регионалните игри заедно со градинки од повеќе градови, кои што оваа година ќе се одржат во Куманово. За петок ни е предвидено посета на зоолошката градина, како и посета на музејот на град Штип. Таму е предвидено дечињата да имаат работилница каде што од глина ќе изработуваат земјени садови. Градоначалникот на град Штип, кој во тој повод ни донираше спортски реквизити за децата. Во текот на неделата имаме театарски представи и во петокот гостуваме на спортски рекреативни игри во град Делчево, меѓуградински игровни активности. Одеме со една група на деца од другата градинка. Децата се одговорност на заедницата. Општина Штип почна да гради нова градинка во населбата Сењак со капацитет за згрижување на 200 дечиња.